ова што сега се случува со синдикатите не е нешто ново. Тоа е класичен by the book пример на разбивање на синдикати и тоа оди во неколку кораци. Прв корак е карактерна дискредитација на синдикалните лидери. Значи, се обвинуваат синдикалните лидери за корупција, лошо управување, неетичко однесување и тоа се оди преку контролирани медиуми. Втората етапа е властите тврдат дека синдикалните лидери се политички мотивирани или работат за опозиција, дека не ги представуваат за опозициони партии, дека не работат за интереси на работниците, дека застапуваат радикални идеологии или се навлегува во оној концепт на страховлада, кога се наметнува наратив дека работат за странски сили, странски служби. Еве сега ние со протести веќе влеговме малку во тој концепт, или српско сценарио, шарена револуција, иако не постојат нити основи, нити причини надвор од притисок за таква работа. Третата етапа е власта создала слика за синдикалните лидери дека се елитисти, отуѓени од работниците, дека се привилегирани бюрократи кои не застапуваат вистински проблеми на обични работници. Еве ние имаме еден наш колега од владеачкото мнозинство кој веќе јавно почна тоа да го прави, да вади, значи колегата со 1700 евра плата и уште толку патни трошоци и сите бенефиции обвинува синдикални лидери дека земаат, не знам, огромна плата од 50.000 денари, што во сегашните услови на инфлација 50.000 денари не знам колку е голема плата. Четврта етапа се клеветнички кампањи во медиуми со фризирани негативни приказни, она сечено, лепено, монтирано од изјава на синдикати. И петата етапа е кога најмали судари внатре во синдикатот, владата ги користи за да поддржува фракции и за да прават внатрешни фракции. И тоа веќе се случува во Македонски пошти, директорите правеле вакви фори. Во водостопанство директорите ги терале вработените да се префрлат во друг синдикат, во Македонски шуми им фрлале пристапници и инстапници. Значи ова се функционира и ова е веќе видено. Овие 5 точки или ова е веќе видено. Ова е по книга. Ова е по книга на десничарски влади на разбивање на синдикати. Имавме процеси на репрезентативност на синдикатите, нели се мерат кој синдикат, таа комисија мислам дека се формира од страна на владата, меѓутоа еве немаме епилог нели со нивната валидизација кој е репрезентативен синдикат и ова се случува во некое време, невреме, како да кажам, во некој вакуум простор кој никој од синдикатите нема црно на бело параф дека да, ти си оној варијабилниот или репрезентативниот синдикат за преговарање со него. Сметате дека и тоа не е ништо случајно и во сето тоа? Не е ништо случајно, значи ова историски го имаме ние изнагледано и тоа не треба многу далеко да одиме. Во 2023 во Полска власта ги напагаше синдикалните лидери преку државна телевизија, ги нарекуваше агенти на опозицијата. Тоа е на втората точка што ја спомнав. Во 2019 во Франција кога беа реформите за пензија, кога стана големите протести, власта ги обвини синдикалните лидери, ги нарече саботери на економијата. За време синдикатите не се омилени за една власт, така? Не, за десничарските власти не се никако омилени и ова го имаме изнагледано и ова што сега го прави власта е класично саботирање и разбивање на Инаку ставот на левица околу минималната плата е дека може нели 500 евра таа треба да изнесува, така со нели работодавачите да бидат ослободени од по формулата што даваат синдикатите. Ние имаме 250.000 луѓе што земаат платата 32.000 денари и 300 и не знам колку илјади под просечна плата. Тоа е страшно. Тоа е страшно и тука преку оваа борба на власта со синдикатите баш се гледа она симбиоза меѓу бизнис интересите и политичките елити. Не ги занима јавен интерес, само профит.